2 дена се усвитени социјалните мрежи со жешки реакции и заинтригирана е битолската јавност, откако на веб порталот на јавното предпријатие Нискоградба во Битола осамна вести фалба дека мовчето што ги спојува двете населби Буковски ливади и Сива вода близу Хераклеја е санирано, со фалба дека излегле во пресвет на граѓаните и го санирале мостот. Остваруваме во служба на граѓаните, беше напишано во објавата со поместени фотографии. Тоа беше иницијалната каписла која ги разгоре граѓанските страсти на незадоволство од актуелната власт со многу иронија и подсмев. Во неолит вакви мостови немало. Браво! Елон Маск доаѓа во Битола да го види мостот. Личи ли вакво грандиозно дело да биде пуштено без чочек? Ако ви остана некоја штица бесилка, направете. Во киндер јајце да не ви се падна. Ова е светско чудо и така натаму. Дури и охриѓани и прилепчани се измајтапија дека се љубоморни на ваков мост. Денеска од Нискоградба мовчето малку го поддотераа. По жестоките критики на социјалните страни околу фалбите за реконструкцијата на овој мост, неимарите од новиот живот, денеска дрвената конструкција е премачка со прегорен катран, нели да ја заштитат, и од друга страна скапаните тараби ги заменија со неколку лопати цементо. Дали тоа значи дека одиме уште еднаш во нов живот, но како што беше речено на Фејсбук, убаво е да се стави една жица за да можат заљубените да ставаат катанци, нели да се почувствуваат како да се наседа или на мостовите од Амстел во Холандија. Да не беше толку трагично, навистина сето ова е премногу смешно. Од комуналното предпријатие Нискоградба, чии директори од ЛДП велат дека направиле самовремена санација, а објавата на порталот била побарање на тамошните жители. Добрите познавачи на политичките прилики во Битола сметаат дека во пресет на локалните избори започната е внатрешно коалицијска неимарска трка помеѓу експонентите на ЛДП и тимот на градоначалничката Петровска. Стравот кај СДСМ е голем од евентуална кандидатура за градоначалник на министерот Горан Милевски, кој пред 4 години од сите кандидати имаше најголем рейтинг, а доби само министерска фотелја. Сега реакциите за мовчето се сметат за внатрешна игра во коалицијата, неофицијално се зборува и молчи во Битола.